Според годишниот извештај на јавното претпријатие Градски паркинг, зонско паркирање се предвидува во општините Газибаба, Киселавода и Карпош, и тоа една улица во Автокоманда, 4 улици во Киселавода и 3 улици во Карпош 1 и во Карпош 3. Порталите веќе ги објавија и улиците на кои ќе има зонско. Во Автокоманда на улицата Индустријска ќе биде зона Д20 и за 304 паркинг места веќе е изготвено сообраќајно решение. Зонско паркирање во Киселавода ќе има на улиците Антон Попов, зона Д140, Емил Зола, зона Д141 и улиците Иван Козаров, зона Д142 и Вера Јоцик, зона Д143. Паркинг ќе се наплаќа во Карпош 1 на улиците Мирка Гинова, Иван Аговски и Гиго Михајловски, каде што зоните ќе бидат од Д40 до Д59. Градски паркинг во програмата за 2018 година предвидел зонско да се воведи во Карпош 3 кај Лептокарија, зона Д70-Д79. Јавното претпријатие Градски паркинг располага со 8015 паркинг места, од кои на 5271 паркинг место е зонско, а годинава во план е да оспособи дополнителни околу 1500 кај зонските организирани јавни површини, од кои за 304 паркинг места веќе има изработено сообраќајни проекти, а се однесува на паркирањето во Автокоманда, а за останатите улици на кои ќе се воведува зонско не е изработен сообраќајен проект. Претпријатието не може да даде точен број на паркинг места кои би биле ставени во употреба во текот на 2018 година. Со оглед на фактот дека јавното паркиралиште при клиничкиот центар Мајка Тереза е исклучително оптеретен, се планира изградба на монтажна катна гаража со која ќе се зголеми капацитетот на паркингот за дополнителни 250 паркинг места. Според правилникот за начинот и условите за паркирање што го усвои Советот, се предвидува санкционирање на корисниците на паркингот кои своите возила ги паркираат спротивно на поставената хоризонтална и вертикална сигнализација.